Би сакала да кажам дека како период менопаузата повеќе би зборувале, значи, за период. Би зборувале за период кој што и предходи, транзиција. И уште подобро менопаузална транзиција, затоа што различен период на години, различно трае, различно секоја пациентка ја доживува. И од таа причина подобро е да се зборува, значи, за тој преоден период во незиниот живот, не само за едно случување последна менструација. И текако постојат постојат симптоми, значи, кои што и предходат пред да се случи тоа последно крварење. Често пати се случува нередовни циклуси, па и самата жена се прашува дали веќе сум влезена во период на менопауза со тоа што веќе се поретки циклусите. Знаете, значи, пред да се случи, не спомнавме возраст, нели? Важно е да знаеме 50 години, велиме 45 до 55 годишна возраст е периодот кога генерално се случува последното крварење. За македонската жена некаде 48 до 52 години, меѓутоа сето тоа се врти околу 50-51 година од животот. Ако се случи пред 45-та, велиме дека е рана менопауза. А ако се случи и пред 40-та година, зборуваме за една предвремена менопауза. Сега, кога станува збор, значи, што и предходи, како секоја жена ќе препознае дека се најдува во периодот кога веќе влегува во тие транзицијски, да кажем, години, перименопаузален период. Почнува со менструалниот циклус. Значи, ако жената до тогаш менструирала, да кажеме, на 28, еден регуларен менструален циклус, 28-30 денови, се случува скретување најпрво на менструалниот циклус. Па, цикличноста веќе е на 3 недели, на 24-5 денови. Го приметува дека веќе добива почесто циклуси. Промена постои исто така во менструалниот одлив. Поинтензивни или пооскудни менструални крварења, многу индивидуално, но сепак различни од она што го имала предходно. Ова се почетоците. Значи, ова може да биде и 10 години пред да се случи последната менструација. Она што е важно во тој период, морам да спомнам дека жената е фертилна, значи репродукцијата може се уште да биде реализирана, независно што се смета дека веќе после 35-та година, особено после 40-та година, значајно се намалува незината можност да остане бремена. Значи, тоа треба да го знаат нашите пациентки, дека репродуктивната функција се намалува со годините и за дефинитивно нели да сгасни со менопаузата, односно со губењето на менструацијата. Но и во тој период може да се забремени, токму и затоа оние кои што веќе не планираат нели проширување на семејството треба да бидат внимателни. И една овулација годишно е доволно да се случи бремено. Значи, во тие 12 месеци кога таа не менструира и не знаеме се уште дали е во менопауза, нели чекаме 12 месеци да пројдат од последното крварење, една овулација е доволна да се случи за да се случи и несакана бременост. Значи, тоа е сепак период кога жената се уште треба да биде внимателна да не се случи несакана бременост. Така. Време е за вестите во 11 часот, за симптомите, знаците, оние што се карактеристични за перименопаузата и за самата менопауза и што да очекува жената, како полесно да се помине си од тој период, кога е потребна и неопходна терапија, ќе зборуваме веднаш. По вестите да Продолжува денешната визита на доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Снежана, симптомите, карактеристичните симптоми и знаци за кои што накратко почнавме, па да продолжиме со нив. Да, почнавме со таа ран предменопаузален период, транзицијскиот, рековме перименопаузален период во животот на жената и го спомнавме само скратувањето на циклусот. Да продолжам понатаму, значи циклусот пак ќе продолжи во текот на годините што следат да се менува, со тоа што тие промени поинтензивни ќе бидат. Може да се случи продолжени крварења, па почести крварења, па прескокнување на некој циклус, но во исто време, во последните неколку години, пред дефинитивно да се случи менопауза, односно последното крварење, се јавуваат веќе и други симптоми кај жената. Тоа се симптоми кои што таласите на топлина,
проблеми со сонот, главоболки понекогаш, проблеми со промени на расположението, емоциите се менуваат. Се јавуваат проблеми од гениталниот тракт, сувасна вагина, се намалува либидото, потребата и желбата за секс, значи се намалува, тоа особено и заради појавата на тие проблеми со сувост, да не речам проблеми кои што и прават дури и болка на жената и заради тоа многу често избегнува сексуални односи. Сето тоа се симптоми кои што се јавуваат и кои што знаат да потраат и неколку години, знаат во некој период да бидат многу поинтензивни, во некој период да бидат помалку изразени. Знаат кај некоја пациентка, ова го кажувам затоа што страшно се индивидуални. Значи, ако кај некоја пациентка се ретки и малку се јавуваат, кај друга може да значат значајно реметење на секојдневното живење. Едноставно, заради несоницата, заради промена на расположението, заради главоболките, не е во состојба да ги обавува своите секојдневни активности. Да не речем, се доведува до состојба на болест, без можност да секојдневно ги обавува своите активности. И во тие случаи се разбира дека и треба наша помош, совет, мислење, третман, терапија која што треба да биде соодветна за да се намалат тие тегоби. Така, тешкотиите кои што и самата жена ги чувствува, меѓутоа тоа влијае и на останатите членови на семејството. Одеднаш се сменил карактерот, нели не била мајката или сопругата таква во однесувањето, затоа треба разбирање и поддршка. Како велиме, младите да ги разберат своите мајки и баби зошто така се однесуваат. Да, исто како мајките што треба своите деца во време на пубертет да ги разберат, нели, промените кои што ми се случуваат во расположението. Втор пубертет, затоа некогаш се вели за менопаузата дека може би емотивните промени се присутни, реков, повеќе или помалку изразени. И во овој период жена која што е редовно контролирана, може би и со редовните прегледи ние знаеме, гледаме кога јајникот веќе се истрошил, кога ги намалил своите јајнични резерви, тоа лесно може и со ултразвук само да биде видено, а ако ги сработиме и хормонските анализи, веќе ќе сме сигурни дека жената е во тој предменопаузален непосреден период, така да таквата пациентка веќе ќе биде упатена и ќе знае дека тоа е тој период кој што следи, дека доколку тегобите се исклучително изразени, дека треба да дадеме и некаков вид на терапија. Каков тип на терапија можеме сега, можеме малку покасно да зборуваме во вашава емисија, меѓутоа сигурно дека треба кратко да проговориме за начините на третман, особено на овие пациентки каде што симптоматологијата е многу изразена. Така, кај некој е неопходна и потребна. Некои ќе го поминат тоа многу полесно или пак ги знаат симптомите и проблемите, па полесно се носат со сето тоа, знаат сами да изнајдат начин. Има дел пациентки кои што лесно се справуваат, а велам многу зависи, значи колку чести се овие симптоми и колку ви го реметат секојдневното живење. Секогаш кога се изразени и кога се назначени, навистина е потребна терапија. Сега, каков тип на терапија, прашањето е. Знаете, специфична терапија би била хормонската, затоа што велиме дека симптомите доаѓаат како резултат на недостиг на хормонот естроген. Ако тој му фали на организмот, логично е да треба да го додадеме и да ги смириме тегобите. Ставовите околу хормонската субституциона терапија во последно време се менуваат. Значи, ако порано постоеше кога за прв пат беше промовирана хормонската субституција, дека тоа е еликсир на младоста, дека жената може вечно да биде млада доколку ја зема субституционата терапија, се смета дека не само естрогенот кога го субституираме, туку други многу значајни метаболни процеси во организмот на човекот се случуваат, особено процеси на старење, да не заборавиме. Жената веќе со менопаузата и со тој постменопаузален период оди кон старост. Значи, тоа е неминовно, тоа треба да го прифатиме како такво, да знаеме да се носиме со таквиот период во животот, за да си ги олесниме тегобите и случувањата. Значи, да се вратам кон терапијата. Потребна е, но веќе нашите здруженија кои што ги следат, кои што прават студии долгорочни на употребата на оваа хормонска субституција, велат да се употреби со најмала доза која што постигнува ефект за најкраток временски период. Значи, не да биде долгорочна, да биде терапија која што ќе трае, да не речам, години. Сега, краток период би бил и 3 до 5 години.
Не е тоа некој многу долг период. Меѓутоа, сите студии кои што се сработени за периодот после 5 години од редовно примање на хормонска субституција, велат дека се зголемуваат проблемите, односно инциденцията на ракот на дојка, цереброваскуларните инсулти, проблемите со коагулација, значи заради една хиперкоагулабилност на крвта и можноста да се јават цереброваскуларни инсулти, инфарктот да се зголеми. Така што треба да сме навистина внимателни, не дека е забранета, потребна е и треба да се дава на нашите пациентки, меѓутоа долго, доволно, за да ги нема тегобите и сигурно дека во тој период да биде под еден надзор медицински, не само од гинекологот, туку заради проблемите со кардиоваскуларниот систем, дојката и сето тоа е еден комплексен пристап кон пациентот, значи контролите да бидат направени на сите нивоа, сите потребни контроли, онолку колку што се потребни за да ја биде здрава, да не пропуштиме одредено заболување, сепак да ги олесниме тегобите кои што се јавуваат во менопауза. Така да не ја занемаруваме, малку поозбилно да пристапиме кон сето ова, или секоја жена ја очекува периодот на менопауза, бидејќи може да создаде некогаш и големи проблеми во самиот тој период. Да ги слушнеме гледачите, да слушнеме каков проблем имаат тие, можеби ќе слушнеме и некое искуство како жената полесно го поминала периодот на менопауза, па ќе биде добре дојдено и за останатите жени. Да. Добар ден за првиот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до тебе, до гостинката исто. Ви благодариме. Имам едно прашање за докторката, имам 31 година, има веќе 12 години, менструацијава ми е на 2 недели. А колку години имате? 31. 31. Добро. Да. Сум одела кај гинеколог, првиот месец ми се стабилизира, ми се роди првото дете и повеќе не сум појдена на гинеколог. Мисле за менструацијава. Добро, толку е прашањето? Да. Да. Дополнително, ако треба и нешто да прашате, доктор Снежана Слободна. Благодариме на пациентката, на господјата која што се јави. Јас би, ако не е во врска со менопаузата, предпоставувам, значи, низиниот проблем дека не е во врска со менопауза, меѓутоа чести менструални крварења, онакви на 31 годишна возраст крварења кои што се јавуваат на 2 недели. Треба сепак да посети гинеколог за да сме сигурни за што точно станува збор. Значи може да е органска причината, миомите на пример на матката прават да се намали незината можност да се контрахира и од тоа крварењата да бидат обилни и продолжени. И така доаѓаат и чести менструации. Може да биде проблем со коагулацијата. Па, како резултат на тоа да бидат продолжени крвари. Може да е некој хормонски дисбаланс кој што организмот го поседува не само како резултат на функција на јајник. Многу други жлезди со внатрешно лачење се воопшто во метаболизмот на човекот вклучени и можат да влијаат на промената и квалитетот и обемот на крварењата. Значи, би советувала да посети гинеколог. Ако не е гинеколошки проблемот, тогаш да се побара. Може би проблем на тиреоидна жлезда, на надбубрежната жлезда, проблем со гојазност, кој што исто така може да биде причина за продолжени побилни крварења. Навистина би сакала да посети најпрво гинеколог, пошто проблемот кај нас се јавува кај гинеколозите, да кажем, заради продолженото крварење, а потоа да се точно утврди причината за крварењата. Така, и една состојба која што не треба да се свати како некаков нормален процес и трае веќе долго време, а може би ќе трае и понатаму, така? Да. Нормален сигурно дека не е, кога се продолжени повеќе подолги од 7 денови. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, значи јас имам 51 година и до декември во последната година, значи 2014, циклусот се разреди на 65 дена од прилика и од декември до денес, значи немам циклус. Целата година јас немав некакви тегоби, освен што на 3 пати имав чувство дека имав стегање на срцето. Прашањето ми е следно. Бидејќи докторката спомна дека има можност за и некои проблеми во
како се вика, со крварење, со состојбата на густината на крвта, инфаркти, згручување и така нешто, ако добро ја разбрав. Па сега нешто тоа ми се поврза. Дали таа смета дека освен хормоналната терапија, која што мене мислам дека не ми треба, бидејќи немав ништо од таквите симптоми карактеристични за менопаузата, но дали би требало да примам некаква терапија во врска со стравот од таквите проблеми, проблем што би можело да предизвика инфаркт или останати проблеми со здравјето. Останати проблеми, да. Добро. Ето. Добро, ви благодариме. Благодарам. Прашањето се однесува на жена која што има 51 година, значи точно е во онаа возраст 50-51, кога се случува менопаузата, кога се случува и последното крварење, меѓутоа конкретно за нашата гледачка, со оглед дека се пројдени само неколку месеци од незиното последно крварење, било во декември 2014, сепак треба да почекаме да пројде година, дена да не се случи ни едно крварење, за да кажеме дека жената е во менопауза. Дали е потребна терапија? Во секој случај советувам гинеколошки преглед, ако не бил во последниве 6 месеци, значи ако не отишла на гинеколог, да го направи тоа. Од едноставна причина што тегобите кои ги чувствуваат немаат и не се интензивни. Таа е во онаа среќна група на жени кои што ја пројдуваат менопаузата, значи транзицијскиот период со многу малку симптоматологија. Но тоа не значи дека не треба да посети гинеколог, да се види каква е состојбата со матката, каква е состојбата со јајчниците, да се советува, се направат испитувања, да се направат советите за здравиот начин на живење кој што жената треба да го практикува во постменопаузалниот период и можеби да се советува за потребата или од хормонска терапија, да или не, или потребата од некој друг тип на терапија во врска со функцијата, пошто прашуваше за срцето, че посетата на интернист, со проверка на лабораториска анализа на мастите во крвта, па добро знаеме дека естрогенот како хормон ги штити крвните садови кај жената и додека го има, додека го поседуваме, некако имаме предност пред машкиот пол и сме заштитени од кардиоваскуларните болести, од инфарктот. Меѓутоа, само 5 години после менопаузата, веќе бројот на инфаркти се изедначува и кај мажи и кај жени. Значи процесот на атеросклероза интензивно почнува да се јавува и во женските крвни садови. Од таа причина, со оглед на низината возраст, сепак советувам преглед и кај гинеколог, но преглед и за општата состојба на организмот. Така. И тука веќе ќе се знае, нели, со што и како да се продолжи понатаму, но сепак треба да се почека до крајот на годината, нели, како што рековте, 12 месеци, едно по друго веќе да нема циклус, дека е периодот дефинитивно на менопауза. Така. Она што сакам да спомнам, значи, секое крварење кое што би се јавило после овие 12 месеци, се смета за патолошко. Не е менструација. Значи, би сакала нашите гледачи да разберат дека крварење кое што ќе се јави по 2 години не е менструација. Станува збор за некој вид на патологија, не мора да е нешто страшно, но може. Може ендометриален карцином да биде, например. И од таа причина секогаш треба да се побара преглед. Значи, не да помисли жената, да, ми се јави малку крварење, веројатно повторно добив циклус. Циклус после пројдени 12 месеци од последното нема. Додека не се исклучи, значи, правиме кератажа на матката и на цервикалниот канал, за да исклучиме постоење на некој тип на малигно заболување, па дури тогаш можеме да сме сигурни дека сепак било некој крварење, некој дисбаланс, но не е нешто страшно во организмот. Секоја таква промена си бара консултација и преглед кај гинеколог. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Ви благодариме. Се работи и не се работи за мене. Јас сум 61 година, се работе за СНАА-та. Добре, може. Има една година и повеќе. Се е со крварење. Имаше полип на јајникот. Да правијат киротаж. Полипот се отстрани. Резултатот е добар. Нема ништо.
Јајнико, јајго 2 години су уболен јајник докторката да држи. А исто крваре преку 10 дена, преку 2 недели, се нон-стоп су крварење. Дадеа и апцина тие хормонски, 3 недели што се пиет, 1 неделя што се одмарат. Ја 2 месеца ги пие, нема никакво. И питам ја докторката, добро докторке ми, јајнико е оболен. Как може това? Ето ја си вика даде хормонски, вика апциња, вика, и нека ги пие, ќе видиме што ќе биде. Она јајго веќе година и пол како е со оболен јајник. А имат само 1 детенце. Добро. Не смее да забременее, ризично е. И сега не знаеме деки да се обратиме. Дали да тераме некој упут, да доме до Скопје. Така, ви благодариме за јавувањето врз основа на ова што ни го кажавте. Еден совет и препорак, што следно би можеле да направат? Видете, станува збор за пациентка која што има чести крварења, каде што имало полип. Верувам дека полипот бил во матката, не на јајникот, сигурно. Киретажата е начин како отстрануваме полип на ендометриум, од внатрешноста на матката. Тоа е една од органските причини, значи како што и миомите се, и ендометриалните полипи можат да бидат причина и за обилни крварења, и за продолжени крварења. Меѓутоа, гледачката кажа дека со киретажа е тој отстранет. Зошто се продолжуваат крварењата? Јас, навистина, јајникот ако е болен, се кажува за кој тип на болест станува збор. Дали станува збор за циста на јајник, дали станува збор за полицистични јајници кои што може да одат со некои од облиците на продолжени и нерегуларни крварења. Од низиното прашање навистина не можев да разберам и навистина повторно советувам. Повторно советувам. Предпоставувам дека и на контрацептивна терапија, тоа се таблетите генерално кои што се даваат да предизвикаат тие атрофија на тој внатрешен слој на матката и со тоа да го намалат обемот на крварење. Меѓутоа терапијата треба да е ефектна. Значи треба после 2-3 доза од контрацептивните таблети пациентката да го види бенефитот. Значи оскудност, регуларност на циклусите. Ако и тоа не е постигнато со дадената терапија, навистина треба повторен преглед да се направи, да се уточни дијагнозата. Така. За на крајот, нели сепак да се постигне она што го посакува и докторот и пациентката, подобрување на состојбата. Следуваат реклами, почитувани гледачи, во продолжение, но останете со нас, веднаш по рекламите продолжуваме со темата во денешната визита. Ја гледате визитата на доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Снежана, природниот тек на менопаузата, природната менопауза и онаа предизвиканата. Што треба тука да се знае и да се каже? До сега зборувавме, нели ги кажавме тие фазите, транзицијскиот период, кога перименопаузалниот период, кога постапно жената влегува во годините менопауза и годините што следат постменопауза. Меѓутоа, не спомнавме дека може да биде и предизвикана менопаузата и да се случи нагло во организмот на жената. Таков начин е кога хируршки бидуваат отстранети јајниците од било која причина, значи болест, тумор или нешто слично, што бара хируршко отстранување. Во тој случај јајникот веднаш престанува со својата функција и жената нагло влегува во периодот на менопауза со сите симптоми кои што недостигот на естрогени го прави во организмот на жената. И за разлика од овој природен процес, кога организмот постапно се адаптира на недостигот на естрогени, во овој случај тоа на организмот страшно, значи го чувствува и му се случува и за жал некои пациентки и текако може тоа лошо да го чувствуваат по своето здравје и по своето секојдневно
работење и функционирање и кај тие пациентки особено е потребна терапија. Покрај хируршкиот третман, вака слични предизвикана менопауза може да биде и од зрачна терапија, заради присуство во малата карлица, да кажеме, на некој карциноми е потребна зрачна терапија, хемотерапијата, цитостатската терапија, исто така го оштетува јајникот, некогаш не мора да значи трајно оштетување, може во дел по некоја година да се воспостави негова функција, но како станува збор за жена која што е во репродуктивен период, значи, а се случило отстранување на јајчниците или зрачна или хемиотерапија, симптомите може да ги бурно да ги доживее од недостигот на естрогени. Така. Раната менопауза, дали е се почеста? Дали се повеќе станува закана за современата жена? На почеток спомнавме дека ако е пред 45-та година велиме рана, пред времената и пред 40-та година од животот. Ова би сакала особено да го спомнам, од причина што современата жена го одлага формирањето на семејството заради својата кариера, заради науката, другите ангажмани кои што ги има. Многу често во денешно време на живење се случува многу покасно да одлучиме да формираме семејство или покасно да имаме деца, не знаејќи дека возможно е да се да истата пациентка, истата жена е во период кога пред време јајниците се откажуваат, значи пред 40-та година, а таа се уште не си ја реализирала својата репродуктивна функција. Во нашата пракса се случило на 35 години решила да раѓа и доаѓа за тоа што не може да се случи бременост. Уште со прв преглед веќе на гинекологот која работи проблематиката му е јасно дека тие јајници се лоши, дека немаат резерви, дека веќе се намалиле во своите димензии, дека не поседуваат антрални фоликули. И уште ако ги земиме хормонските анализи, веќе јасно можеме да ја кажеме на пациентката дека влегува во тој транзицијски перименопаузален период и дека многу скоро ја чека менопауза, таа се уште таа доаѓа со проблем да остане трудна и да има деца. Значи, од оваа причина, мислам дека е многу значајно да знаат пациентките, да знае женската популација дека ако не е тој процент висок, дека предвремена менопауза постои заради генетски, заради автоимуни, заради други некои состојби во организмот, болести и така натаму, некогаш и од непознати фактори, меѓутоа ние кои што се бавиме со проблемот на репродукција, секојдневно во нашата пракса ја сретнуваме. Така, има ли значење кога мајката или бабата влегле во менопауза, па и ќерката да... Па јас ги спомнав, дали порачи покрај сите други, ги спомнав и генетските фактори. Значи, ако мајката имала рана менопауза, постои една добра веројатност дека женското наследство, значи ќерките би можеле рано да влезат во менопауза и тоа треба да го знаат заради да си го планираат семејството. Така. Пред да ги слушнеме повторно гледачите, важен е и периодот на постменопауза. Што треба тука да се направи? На што треба да се внимава? Кога завршило менструирањето, се случила последната менструација во животот, следи периодот на постменопауза. Таа поделена е на рана и касна само заради симптоматологијата и проблемите здравствени кои што може да се јавуваат во тие периоди. Раната е првите 5 години во последното крварење, односно после менопаузата. Во тој период се уште драстично не се чувствуваат проблеми на здравието, може се уште да доминираат проблемите од да кажеме промени на расположението, несонница, главоболка, спомнав постоењето на сувост на вагина, но се уште не атрофични промени. Тие се карактеристични за една за касната постменопауза, значи повеќе од 5 години поминати, кога веќе сите органи кои што се зависни од постоењето на естрогенот, страшно го чувствуваат неговиот недостаток. Така се јавуваат, например, атрофични промени на гениталниот тракт. Атрофиите прават склоност кон инфекции, а веќе се менува пеха средината на вагина, сексуалноста заради болка, заради атрофија, заради дури стеснување, стенози, скоро е прилично тежната и болна, значи и те како бидува избегната. Жените ја избегнуваат само од тие причини.
се јавуваат проблеми со крвните садови, атеросклеротските промени на крвните садови, кои што до некој степен биле заштитени во текот на репродуктивниот период, сега се изложени на процесот на атеросклероза, појавата на покачен крвен притисок, појавата на други метаболни нарушувања кои што водат до зголемување на тежината. Значајно е неможењето да се симне во тежина. Ако нешто било лесно да се направи неколку килограми да се симнат во репродуктивниот период, сега и како станува многу потешко заради тие метаболни дисбаланси кои што се случуваат. И да го спомниме процесот на остеопороза, карактеристичен за касната постменопауза. Се смета дека околу 25% од коскената маса жената ја губи после 10 години од менопауза. Тоа е значи дека коските стануваат порозни и дека типот на патолошки фрактури веќе можат да се јавуваат после 60-та година од животот. Точно за овој период, значи, со оглед на истарењето на жената, да не заборавиме веќе, жената старее, тоа е еден многу трет период во животот на жената и со други пропратен здравствени проблеми и многу значаен е еден комплексен пристап за одржување на незиното здравје. Тука ќе го спомнам и хигиено-диететскиот режим воопшто, што треба да ги променеме навиките доколку биле во текот поранешниот период на живење, кога сме работно ангажирани, па немаме време да си посветиме на себе си, и како во овој период би можело да се сменат навиките, се со цел да има можност, нели, тој период од животот навистина здраво да се и колку што може поквалитетно, бидејќи жената и како мајка и како сопруга секогаш на прво место е да ги задоволи потребите на членовите на семејството, најмалку време останува за да мисли на себе си пред се на своето здравје. Така, да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Гледачка од Битола. Така, ве слушаме. На возраст сум од 59 години. Последната менструација имав на 48 години. После тоа, 2 пати извршена ми е киретажа поради тоа што ми се појавуваат полипи. Сега пред неколку месеци на рутинска контрола ми е утврдено дека имам пак полип, затоа што ми рекла дека матката ми е задебелена 11 мм. Отидов на уште еден гинеколог за посигурност, тој ми рече дека ми е 7 мм. И дека се работи за полип. А сега сакам да ја прашам докторката. Ми рекла после 3 месеци да одам да проверат дали ми се зголеми матката. Исто е 7 мм. Да ја прашам докторката дали треба морално да направим киретажа заради тој полип што го имам. Немам ни крварење, немам ни тешкоти, немам нешто да речам некое бело прање или да ми мириса. Откриено ми е со тоа што десната нога ми беше малку подзголемена. Кога бех на Дублер, ми рекла да проверам гинеколошки и со тоа ми установија дека имам полип. А немам никакви тегови, никакви маки. Што ми советот и препораката ќе ги слушнете. Сега ви благодарам за јавувањето. Станува збор за пациентка која што е веќе во тој период на касна постменопауза, некои добри 10-11 години од последното крварење. Полипите на ендометриум се чести, значи може да се јават и во постменопаузалниот период да постојат, исто како што може да постојат и во репродуктивниот период. Дебелината на тој внатрешен слој на матката треба да биде не повеќе од 5 мм. Значи, бидејќи спомна нашата гледачка еднаш 7 мм, да спомна колку е измерена. Тоа ни е некој параметар кој што асоцира дека може тамо нешто се случува и дека треба ние да го диагностицираме. Ултразвукот не е метода која што ќе ја измери дебелината, меѓутоа нема да каже за што станува збор.
Киретажата е таа со која што од една страна го отстрануваме тој задебелен слој на матката, од друга страна имаме можност таквиот материјал да го испратиме за хистопатолошка анализа и патологот ја дава дефинитивната дијагноза, дали станува збор за обично задебелување, значи хиперплазија, да кажеме симплекс на ендометриум, или станува збор можеби за почетен карцином на ендометриум. Карциномот на ендометриум е болест на жена во менопауза и никогаш не треба да го заборавиме. И кога зборував за крварења кои што можат да се јават во менопауза, баш точно мислев на дијагнозата на карцином. Хиперплазијата може да помине во карцином. Добро е да знаеме дека ја има. Би советувала во секој случај, ако е задебелувањето, независно што нема тегови, идејата е рано да ги откриваме работите. Не е битно што се уште нема крварење нашата гледачка, па тоа да ја натера да отиде на преглед. Што ме измерена дебелина која што е поголема од 5 мм, во тој случај киретажа е потребна. Некогаш, бидејќи спомна дека во 2 наврати е полип ваден, добро е да се направи хистероскопија. Ендоскопска метода која што има можност да се влезе во матката со камера, со светло, со зголемување, па да го видиме убаво внатрешниот слој на матката, да видиме ако постои полип, да биде отстранет во базата и да се испрати комплетно за хистопатолошка анализа со цел да не пропуштиме некоја дијагноза. Доколку и нешто има да биде навреме откриено. Да. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Имам 27 години. Имам нерегуларна менструација. Само тоа? Да, и сакам да ја прашам докторката што е тоа. Одам на контрола, ми дава дејане. Штом ги прекинувам дејаните, после пак истиот проблем. На 6 месеци, на 3 месеци, така ми дојдат. Добро, ви благодарам за јавувањето. Некогаш ни се потребни и повеќе информации нели за самата состојба која ќе се дојде на преглед. Уште е подобро нели да се согледа целосно, меѓутоа еве, преку ова јавување што можете да ја советувате? Млада пациентка на 27 години со нерегуларни менструации, со терапија дејане, предпоставувам дека станува збор за полицистичен оваријален синдром. Предпоставувам навистина, пошто за дијагнозата на полицистичен оваријален синдром и низиното поставување бара и хормонска анализа, бара еден комплексен пристап, дали станува збор за гојазност кај пациентката, дали станува збор за зголемена влакнатост кај пациентката. И од повеќе аспекти гледан проблемот заедно со ултразвучниот наод и изгледот на јајчниците може да се поставува таква дијагноза. Тој синдром оди со нерегуларни, ретки менструации кај пациентката. Станува збор за метаболен, значи еден комплексен синдром, каде што навистина не само терапија, туку е потребна и диета, симнување во тежина, лекови кои што ја зголемуваат рецептивноста на јајник, значи еден многу сериозен пристап бара една таква состојба. Не можам да тврдам ниту да знам дали за тоа станува збор, меѓутоа во секој случај 27 годишна пациентка со нередовни менструални циклуси би требала да има свој гинеколог и кој што ќе ја следи низината состојба. Така. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе ги слушнеме советите и препараките од магистер Илчо Захариев, кој ќе ни каже како природата може да помогне за полесно да се помине периодот на менопауза. Добар ден, почитувани пациенти, ја следите емисијата Визита, емисија која има навистина голема и племенита здравствена функција, да ве научи за се она што значи заболување. Гости кои доаѓаат во емисија навистина со своите искажувања можат многу да ви помогнат, но многу е битно преку оваа емисија добивате одговор на голем број прашања како правилно да се лекувате, да се излекувате, последици да бидат минимални, како да постапите при некои заболувања. Мојата функција во оваа емисија да видиме дали постои природен начин на лекување на одредени заболувања и како можеме да си помогнеме. Всушност, рековме дека во Република Македонија има над 1000 лековити растенија, од кои 500 се научно докажани и потврдени дека има делотворно дејство. А рековме дека низ историјата векови наназад нашиот македонски народ обстојува благодарение на фитотерапијата, на фармакогнозијата и користењето на лековите растенија. Огромното знаење кој има нашиот народ се пренесувало од колено на колено и денеска ние
можеме само да констатираме дека современата фармакологија и медицина ги користи, а фармацевската индустрија изработува голем број на лекови од лековите растенија. Всушност, во претходните 7 месеци видовте колку се битни растенијата и колку голем број на лекови се изработуваат така фино спакувани во кутии, како капсули, држеи, таблети, сирупи, масти. И едноставно можеме да кажеме дека природата е незаобиколив дел од сегашната терапија. Всушност, нашата традиционална медицина и современата медицина се комплементарни. Нема современа медицина без она што значи минато. И затоа денеска кога ќе зборуваме да речеме за проблемите кои се настануваат кај жените во периодот на менопаузата, треба да кажеме дали постојат навистина ефикасни препарати, како да речеме полесно жените да го пребродат тој период, затоа што тоа е едно тешко раздобие од животот на жената. И лично мислам дека денеска фармацијата и фармакологијата имаат голем број на препарати. Хормоналниот профил на жената е многу специфичен. Од периодот на пубертетот, во дело да речеме на зрелоста, раѓањето на деца, нели, и периодот кога доаѓа веќе до намалување на функцијата на јајниците, кога доаѓа до смалено стварање на хормони, на естрогени, на прогестерон, или да речеме смалена функцијата на хипоталамусот и хипофизата када се лачат одредени хормони, како што е лутеиден хормон и фоликулостимулирачки хормон, кај жената предизвикуваат навистина големи и специфични симптоми. Всушност, периодот на климактериумот и менопаузата се многу специфични затоа што тој хормонален профил и хормонален дисбаланс кој настана во тој период навистина кај жените предизвика симптоми кои може да бидат доста специфични. Значи, нервната раздразливост, нервозата, одредени кардиоваскуларни проблеми, лупањето на срцето, често пати да речеме топлите бранови. Сето тоа се симптоми кои на некој начин доведуваат кај жената да се чувствува нелагодно. Често пати жените, кога тоа им се случува, кога почне да им достигне менструација или да речеме кога ја изгубат, тоа го доживуваат на емотивен план многу тешко, затоа што сепак секоја жена сака и до длабока старост да биде навистина убава како што природата ја дарила и да биде нормално во функција како жена нормално. Да кажам дека денеска имаме голем број на препарати, готови препарати кои се на база на хормони. Често пати дел од тие препарати се даваат да се пролонгира периодот, да речеме, на младоста и на функцијата. Значи, се оно што жената ја прави да биде навистина онака како што е, преку анатомскиот изглед, преку сите оние функции кои ги има. Да кажеме дека дел од тие хормони, естрогени дали се, значи и синтетски хормони, се добиваат по синтетски пат, но дел се екстрахираат на билка која се вика гава, Сиселана перине, тоа е растение кој се култивира во Африка и пречо представува силна база за добивање на женските хормони, а потоа да речеме во некои странски компании како што е Шерик во Германија, од нив се преработуваат и добиваат толку потребните лекови. Значи имаме готови фабрички лекови кои нормално стојат на располагање на лекарите, но што е најважно дека жената кога ќе ги добие првите симптоми се упатува кај својот гинеколог. Гинекологот нормално ќе ја постави дијагнозата, ќе пропише терапија. Мора да кажам дека нашите баби многу лесно го поминувале периодот на климактериумот и на менопаузата, затоа што ти биле многу работно ангажирани, биле посветени на нивите, биле, да рече, посветени на многочленото семејство. Значи, треба да се прехрани тоа население и тие симптоми ги на некој начин многу лесно поднесувале. Најдобро е, ако менопаузата помине, значи, без терапија и без лекови, значи тоа што велат нашите, ако жената прегори на еден природен начин, но верувајте дека денешна жена живее многу динамично, таа е работно ангажирана, тие се активни во политиката, во секојдневниот живот, семејството е практично столбот на семејството и нормално мораме да помогнеме. Да кажам дека голем број на лековите растенија може се користат во текот на менопаузата. Сега ќе испомнам само две. Ние спомнавме жалфијата во една прилика да речеме при воспаление на ушната шуплина. Сега ќе ја спомнеме овде како многу битен и значаен чај, ќе објаснам зошто, и ќе ја спомнеме маточината како една комбинација од двете билки, како микс кој може да ги користат жените во текот на менопаузата и верувам дека ќе имаат добри резултати. Најнапред да кажам дека жалфијата представува одличен природен лек и еден од најдобрите лекови. Жалфијата е една од ретките растенија која спречува потење. Значи, тоа е многу битно да се каже, затоа што незиниот механизам на дејство на етерото масло кој се наоѓа во листот од жалфија овозможуваат да кај жените се намали потењето и се намалат оние топли бранови. Затоа, почитувани пациентки, во текот на менопаузата жалфијата не ќе биде секојдневен напиток, а истовремено ако кажеме дека жалфијата го подобрува имунитетот, представува и добар антисептик, значи ги подобрува имунолошките својства, потоа го детоксицира телото на некој начин, можеме да кажеме дека тоа представува еден одличен чај кој може жените да го користат во текот на менопаузата и тоа секојдневно, да си припремаат чај веднаш до 2 пати
и верувам дека симптомите ќе бидат максимално ублажени. Зошто споменувам сега и маточината. Маточината представува едно од растенијата кој има силно дејство врз централниот нервен систем. Маточината представува природен лек, и тоа листот од маточина, поради големата содржина на етерно масло, кој делува седативно, не смирува. Ако сме надразнети, значи не смирува. Ако сме избувливи, се намалува, да речеме, интензитетот на нападот. Потоа, ако имаме немирен сон, лесно заспиваме. Ако имаме страв, страва се отклонува. Значи, маточината представува растение кое пчеларите го користат да го смират раздразнетото пчелно семејство кога тоа е многу раздразнато, и тие практично ја култивираат, одгледуваат околу своите пчелни семејства. Значи, листот од маточина и листот од жалфија може да бидат добра природна комбинација која може да се користи секојдневно, кој ќе ги ублажи сите оние симптоми и маки кои ги има жените во текот на менопаузата. При тоа мора да кажам дека немаат никакви несакани реакции, несакани дејства и често пати само нивната примена без било каква терапија може да даде добри резултати. Секако дека покрај жалфијата и маточината, за лековите ќе кажам нешто подоцна, жените мора да бидат максимално физички активни, значи мора да спортуваат, мора да се движат, мора да одат на фитнес. Истовремено мора да кажам дека не смеат да запостават и својата сексуална функција, затоа што се дури сексуално се активни жените, значи хормоналниот профил ќе биде навистина на едно повисоко ниво и турборот кај жената ќе биде навистина максимално подобар и полесно ќе се сите оние симптоми кои се појавуваат текот на менопаузата пребродат, а уште што поважно можеме на некој начин да го спориме периодот на старење. Сега да кажам како се прави чајот од маточина и од жалфија. Значи се земеат по 50 грама жалфија и маточина и се мешаат и се прави една микстура. Од таа микстура во домашни услови припремате два лека. Првиот лек е следниот. Значи припремате чај, чајот се припрема како инфуз. На 300 мл врела вода ставате една супена лажица од оваа смеса, значи од маточината и жалфијата. Треба да ви стои 15 до 30 минути, промешувате неколку пати. Процедувате, заследувате со мед и пиете наутро. Во текот на денот може да припремите 2 до 3 пати од овој чај. Убеден сум дека после само половина час од примањето на чајот ќе се намали црвенилото, потењето, ќе се намали срцелупањето, ќе биете спокојни, сталожени, нема да биете надразнети. Значи има еден природен лек, значи од две растенија кои ги има кај нас, кои може да ги најдете, кои се индиферентни, кои немаат несакани реакции, може да ви дадат добри резултати. Од овие две растенија може да направите и тинктура. Значи, ќе земете некаде околу 50 грама од смесата од жалфија и маточина, кои ги ставате во исти количини, значи 25 грама маточина, 25 грама жалфија. Ќе ги ставите, значи, во еден сат, ќе ги залиете со 250 мл разблажен алкохол, или да речеме во домашни услови може да земете ракија со концентрација од 40 до 50%. Припремате, значи, алкохолен екстракт, тоа се вика тинктура, треба да стои 10 дена на темно место, се промешува секој ден неколку пати, 11 ден добро се процедува. Капките може да користите 2 пати дневно, и тоа 2 пати по 20 капки, и тоа наутро и навечер, за облажување на сите оние непријатни симптоми кои се појавуваат и кои тешко се поднесуваат во текот на менопаузата. Тинктурата ја препорачувам на сите оние пациентки кои немаат време да припремаат чаеви. Тинктурата е стабилна 2 години, значи може да се користи секој ден, ако ја потрошите направете повторно и мислам дека ќе имате добри резултати. Почитувани пациентки, бидејќи денешната емисија е практично за вас, сакам само да кажам дека во животот имаме дејство, имаме пубертет, имаме период на зрелост и сигурно период кога на некој начин доаѓа до дегенеративни промени, период на старење. Ние мора да бидеме спремни да ги пребродиме сите овие активности, ќе ги пребродиме ако бидеме самите максимално активни, ако користиме, да речеме, навистина и природна терапија, една квалитетна и здрава исхрана, ако ги слушаме советите на лекарите, на крајот и на 80 години нашите жени ќе ни личат како да имаат 40 години. До наредната емисија, поштовани пациенти, ви посакувам да имате многу здравје. Драгоцени совети од господинот Илчо Захариев, кои секојдневно ги слушате во рамките на визита, денеска конкретно посветени на припадничките на понежниот пол. Доктор Снежана, и природата многу може да ни помогне. И здравиот начин на живот, и здравата исхрана, и физичката активност, за полесно да се помине овој период. Да, имавме можност сега, навистина, еден дел од тоа да го слушнеме и одлично, мислам, и за мене некои работи нови, еве, за она што го чувме од господинот Захариев. Јас би сакала да се навратам кон здравиот начин на живење. Рековме ново поглавје во животот на жената. Момент на
момент на соочување со старењето, меѓутоа не треба да значи дека не можеме квалитетно да го пројдиме. Значи, ако пред малку спомнав, ако сме имале погрешни навики за исхрана и за физичка активност, дека треба во овој период исклучително дека треба да водиме рачун тие да ги промениме. Тоа значи еден здрав начин на исхрана, збогатена со протеини, овошје, зеленчук, без соли, без многу зачини, без многу додатни масноти, без тестенини и сладки и концентрирани шеќери, ќе ни овозможи да она што го внесуваме организмот правилно може да го искористи, да не добиваме, се разбира, на тежина. Уште сето ова, ако биде надополнето со една добра физичка активност, се смета дека за минимум физичка активност бар 2,5 часа во текот на една недела, тоа значи некои 30 минути. Распоредено по ден. Да, 30 минути, ама зборувам за еден минимум. Добро е кога би било и нешто повеќе. Физичката активност ни помага да ја градиме мускулната маса. Од така гледано, метаболизмот би не бил добар. Значи, метаболизмот функционира кога телото има мускулна маса. Кога сме неактивни, ќе доминира масното ткиво, каде што метаболизмот е многу бавен. И од таа причина, ако се сеќавате, спомнав колку тешко можеме да симнеме во тежина. Така. Јасно е. Ако заради тоа доминира масното ткиво, метаболизмот е спор и тука веќе не може да станува збор за коригирање на тежината доколку е тоа потребно. Меѓутоа, една квалитетна исхрана со една физичка активност, со користење на потребните лекови кои што се пропишани од гинекологот, од интернистот, доколку пациентката имала висок крвен притисок, доколку имала проблеми со коагулацијата, па треба да прима некакви антикоагуланти како терапија. Контролите на дојка, нели, проблемот со карцином на дојка, знаеме колку многу се јавува и колку многу е чест, особено е болест на возрастните жени, значи во постменопаузален период, мамографиите кои што се препорачуваат треба да бидат направени и велам заедно со терапијата доколку е потребна и во зависност, спомнавме, хормонската терапија ќе оди онолку долго колку што е неопходна за да ги минимализираме тегобите. Нема да оди до животна. Индивидуално кај секој, многу индивидуално каде што е потребно. Би сакала за крај да спомнам дека постои локална хормонска терапија во облик на креми, во облик на гелови кои што локално може да делуваат за, да кажеме, тие атрофични промени на вагина, примената на вагиналните креми, естрогени креми, но сето тоа подобрува еластичност, подобрува влажност на регијата, така го леснува незиното живење, незината сексуалност. Значи од сите аспекти гледано на свој начин нели ќе си придонесе полесно да се помине овој период и на менопауза и претходниот период, жената да си го живее убаво и квалитетно животот. Да, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам за вашата покана. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Имајте убав и пријатен ден. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија. Се гледаме повторно утре 10 минути до 11 часот, кога ќе стартуваме со нова визита и нова тема во не. Довидување.